Следите ново издание на регионалните вести. Жителите од зградите и деловните субјекти спроти поштата во Тетово со воведувањето на зонското паркирање немаат каде да ги паркираат своите возила. Тие бараат од општината да донесе одлука за користење на повластени услови за паркирање со плаќање на минимален годишен еднократен надоместок. Со воведувањето на зонското паркирање во Тетово, жителите од кулите 1 и 2 и деловните субјекти на улицата Илинденска се соочуваат со проблеми во однос на паркирањето на нивните возила. Со оглед на тоа дека паркинг зоната А1 нема воведено користење на повластена паркинг карта, односно место за паркирање под закуп, жителите од зградите нема каде да ги паркираат своите автомобили. Тие до тетовската градоначалничка испратиле барање, на кое се потпишале голем дел од станарите, со кое предлагаат Советот на општина Тетово да донесе одлука за користење на повластени услови за паркирање со плаќање на минимален годишен еднократен надоместок. Очекуваат што поскоро изнаоѓање решение. Ношти имавме састанак, еден добар састанак, се собравме сите, баравме да општината ни дозволи зонско паркирање, ова што е направено зонско паркирање, да ни даде некоја повластица, да месечно или на годишно ниво со некој си минимален надоместок ни се обезбеди на нашите возила да можеме каде да ги паркираме. Ние тука живееме, ние немаме други избор или друго место, како што се шират гласини, кој ќе купува стан да купиш и паркинг плац. Меѓутоа, кој се градеше оваа зграда, тоа не постоеше улицава. И така да сега се соочуваме со голем проблем и не можеме буквално каде да и носиме нашите возила. И испаѓа голем проблем. Да секој ден се изфинансира они што го бара, тоа е невозможно. И мене не ми е јасно една работа, што и овие картици што се поделени, мислим како обавестување, да целиот район има у Тетово обезбедено место за паркирање и да може да со минимален надоместок да се обезбедат картици. Ке нас не важи, само нашава зона, овдека зоната А е иземена. Од кои разлози не ни е јасно уопште. Или нека си направат некое друго техничко решение, дали друга лента, ова што е трета лента, што нема никому да смечава да ни се обезбеди за нас, или некое друго решение да ни најде. Ние сме да има некој ред во градот. Ова е позитивно, мислим, така да лесно може да се помине сега и све окей, ама да све е добро, за нас не е добро што немаме простор каде да се паркираме, каде да ја оставиме нашите возила сега. Сега се паркираме позади, некој ќе најде место, меѓутоа тамо нема решение, чекаме навечер да се ослободи место, се паркираме на страна. Ние дадовме една петиција, мислам дека ќе барање до Советот на општина Тетово, до градоначалничката Теута Арифи, да го разгледаат на денешниот состанок. Доколку не го разгледаат, ние сме спремни да направиме некои порадикални мерки. Ќе покушаме и со решение на нормален начин прво, после со блокади на патиштава. Додека не го решиме проблемот. Би ги апелирал и би ги замолил да го решат што поскоро проблемот. Инаку денес ова барање не се најде на дневниот ред на седницата на Советот на општина Тетово. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Со многу процедурални забелешки поради некоординација меѓу советничките групи протече денешната 28-ма седница на Советот на општина Тетово. По повеќе од 3 часовна расправа за точките од дневниот ред, советничката група на ВМРО-ДПМН ја напушти седницата поради неприфаќање на нивниот предлог за одлука за дополнителна координација.
Денешната 28 седница на Советот на Општина Тетово протече со многу процедурални забелешки поради некоординација меѓу советничките групи. При усвојување на дневниот ред, председавачот на Советот Исен Джемаили предложи од дневниот ред да се симнат 3 точки, кои поради технички пропуст се повторно ставени, а на нивно место да бидат ставени нови 3 точки од областа на урбанизмот и други 3 точки кои се однесуваат на годишните планови на основните и средните училишта и детската градинка Младост. Координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН реагираше дека за нив е неприфатливо ставање на нови точки на дневниот ред без претходно разгледување од страна на советниците и координација на советничките групи. Како координатор на советниците на ВМРО ДПМН во оваа општина, 5 минути пред да почне седницава, ни се дава нов дневен ред. Ниту пат некој обавестен, ниту пак јас како координатор е известен за промена на дневниот ред. И му давам подршка на координаторот на ДПА за неговите забелешки. Ова не е прв пат кабинетот на општина Тетово вака да ја реагира. А мислим вие како председател на Совет на општина Тетово треба да не заштитите. Ние како советници не можеме самоволие вакво да го прифатиме и овој дневен ред и како да го прифатиме. Затоа ви укажувам дека не го прифаќаме и ќе гласаме против и бараме од разлози на дополнителна координација точките од 7 до 21, претходно беше 25, и самите сте увиделе дека имате проблеми и затоа сте ги скинале, а не сте ни информирале, што не е добро. Не е добро за соработката. Овдека нас, граѓаните на општина Тетово не изгласали, ние треба да ги браниме нивните интереси, а не само да дојдеме да дигнеме 2 прста, само тоа да помине. Не. Нема да дозволиме како партија, како советници на ВМРО ДПМН. Затоа и председателот на комисијата за финансирање и буџет и председателот на комунални дејности ги одложиме комисијата. Побаравме до среда дополнителна координација, но градоначалникот не најде за входно да не повика за да ги различиме некои несогласувања во интерес на граѓаните. Излезите во град Тетово по улица, ќе видите каков револт има и што барат граѓаните на општина Тетово. Тие точки урбанизам се од надвор, комплет од градежен реон и на сообраќајници. Па господа, видите што ни се дешава последните 3 дена. Од таков сообраќај, една улица се затвори, не може да се оди пешки, а камоли некој со автомобил да помине. Мислим, тоа не е уред. Не можеме да бидеме рамнодушни нова и ние како советници да гласаме спротивно во интересот на граѓаните на Тетово. Иако и советничката група на ДПА беше против ставањето на нови точки на дневниот ред без претходно разгледување од страна на советниците, реагираше на немањето координација помеѓу советничките групи на ВМРО ДПМН и ДУИ. Значи, уште на почетокот, ние баравме програмата или договорот помеѓу ДУИ и ВМРО за кои цели беше организиран мнозинството за Советот, значи и тогаш нити вие реагиравте, нити ДУИ. Овие проблеми не донесува денеска тука. Вие нема да се согласувате со мене, меѓутоа пак ќе повторам дека вие немате никаква координација помеѓу себе за организација на седниците, дневниот ред и така натаму. Затоа доаѓаме во вакви ситуации. Во расправата за утврдување на дневниот ред за денешната седница, која траеше повеќе од 2 часа, се вклучи и советникот од ВМРО Народна партија Драган Давидковски, кој праша зошто на дневниот ред ја нема точката за намалување на висината на надоместокот за потрошена вода за пиење, која тој ја предложил. На ова председавачот на Советот Джемаили му одговори дека сметал дека таа точка може да почека да биде ставена на некоја од следните седници. Председателя, како прво и дури и Горан имамо поддршка околу начинот на дневниот ред на составување и во последен момент кога се носат некои решенија. Сакам друго да нагласам. Јас на 25.9. доставив до вас, до господјата градоначалник и до председателот на Комисијата за комунални дејности, дополнителна точка за денешната седница. А тоа е барам да се расправа и да се донесе одлука за намалување на висината на надоместокот за вода за пиење. Значи ова го доставив уредно
преку архивата на 25.9 гледам дали не е доставено до вас. Не знам зашто не го предложите. Тогаш па советниците можат да бираат дали ќе прифатат како точка дополнителна или ќе отфрлат. Во насока на ова се надоврза советникот на ВМРО ДПМН Ангел Карапетров, кој побара да биде закажана специјална седница за советнички прашања, а ја искористи приликата да праша какви се плановите за решавање на проблемот на гимназијалците македонци кои учат во неадекватни услови. Затоа би инициирал седница за поставување советнички прашања. Имам поддршка од советничката група. Би инициирал наредниот месец на 15 да се одржи седница за поставување советнички прашања, каде би поставиле прашања со проблемот со водата, проблемот со изградбата на капелата и уредување на православни гробишта, проблемот со дивата депонија, проблемот со куќињата скитници, сообраќајниот хаос. Постанмо со пробно зонско паркирање, но сега имаме поголем хаос. Би инициирал одржување на седница за поставување советнички прашања. Сметам дека по 2 години и 4 месеца градоначалничката ќе има што да ни каже. Советничката група на ВМРО ДПМН побара да се стави на гласање предлог одлуката точките од дневниот ред кои се однесуваат на урбанистички планови и легализација на дивоградби да се префрлат за наредна седница. По повеќе од 3-часовна расправа за точките од дневниот ред, советничката група на ВМРО ДПМН ја напушти седницата поради неприфаќање на нивната предлог одлука за дополнителна координација. Инаку на денешната седница тетовските советници ги изгласаа годишните планови на основните и средните училишта и на детската градинка Младост. Го усвоја извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште и комунални дејности за 2014 година, како и предлог програмата за измена и дополнување на програмата за 2015 година. Советот даде зелено светло за одлуката за усвојување на буџетски календар за подготовка и донесување на буџетот на општина Тетово за 2016 година. Со забелешка на советникот на ДПА Дурим Љума, буџетот да биде пореален и повеќе пари да се потрошат за вистински потреби на граѓаните, како на пример репроматеријали за улично осветлување, отколку за новогодишно украсување на градот. Тетовските советници на денешната седница ја усвојуа одлуката за еднократен отпис на долгови на 71 семејство во вкупна висина од 182.590 денари за комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување. Главна тема на расправа на денешната седница на Советот на општина Гостивар беше ребалансот на буџетот за 2015 година. Опозицијските советници реагираа дека планирањата и реализацијата на буџетот не биле успешни, додека локалната власт се пофали дека инвестициската програма е спроведена и повеќе од предвиденото. Ребалансот на буџетот на општина Гостивар за 2015 се најде во фокусот на денешната седница на општинскиот совет. Со ребалансот буџетот претрпе намалување за 4%. На промените реагираа од опозицијската НДП. Потенцираа дека ребалансот само значи дека проекциите и реализацијата на буџетот биле неуспешни. Целосно се елиминирани значајни проекти кои претходно биле во програмата. Кај други пак се намалени средствата за нивна реализација, а вметнати се сосема непланирани проекти. Тоа докажува дека нема успех ниту кај планирањето, ниту кај реализацијата на буџетот. Негативни реакции и коментари имаше и од советникот на ДПА Муидин Билали. Првиот човек на Гостивар Невзат Бејта на реакциите одговори дека локалната власт инвестициската програма ја реализирала целосно па и повеќе од предвиденото и дека ќе продолжат да работат со истата динамика. Ние ветивме дека ќе ја реализираме програмата и тоа го правиме. Во меѓувреме граѓаните излегуваат со своји барања и ние сме должни да ги исполниме. Јас жалам што вие како советници на опозицијата во овој совет не гласавте за ниту една одлука која оди во корист на граѓаните, а ние ќе продолжиме да работиме во интерес на граѓаните до последниот ден. Инаку реализацијата на буџетот на општина Гостивар за годинава досега изнесува 61%. На денешната седница беа изгласани годишните извештаи и програмите за работа на повеќе училишта во Гостивар, а беше дадена и согласност за работа на нова приватна детска градинка. Советниците го поддржаа и предлогот за продолжување на рокот за прием на барања за еднократен отпис на долгови.
Процена на ризици на локално ниво беше темата на семинарот кој што изминативе 2 дена се одржа во Тетово. На семинарот ќе се обучат надлежните институции за превентивно делување во случај на временски непогоди. Јас сум Мирјана Манойловска, советник во подрачното одделение за заштита и спасување. Ние денеска имаме еден семинар со Данската агенција за меѓународен кризен менеджмент. Така што тука се присутни представници од сите институции кои што играат голема улога при настанување на природни непогоди. За жал видовме дека на 3 август во Тетово се случи една голема катастрофа, а тоа беше поплава, која што на вистина ни донесе многу непријатни работи, што имавме и жртви. Дирекцијата за заштита и спасување, заедно со локалната самоуправа и сите институции што учествуваа во расчистување на големите наноси, успеавме на некој начин да ги расчистиме сметот и луѓето да можат понатака да си функционираат. Целта на овој семинар е тоа што тука се присутни сите институции кои што се ангажираат во однос на настанување на некоја природна непогода и овдека сега ние ги обучуваме оној редослед кој што на локално ниво треба да се ангажира кои институции, како дирекцијата за заштита и спасување игра голема улога во однос на природните непогоди за заштита на материјалните добра. Прво е човечкиот ресурс, значи за заштита на човекот. Секако како и сите институции кои се дека повикани, кои требат значи да направат проценка на ризик на еден регион или организација, така и ние. Значи ние може да имаме ризици од разни видови, значи но ние работиме со лавини, ние работиме со поплави, ние работиме со пожари, со шумски пожари. И значи ризиците не се само од препознати калактери, зашто ризикот не можеш ти да го предвидиш на време кога ќе биде. Не можеме да предвидиме дека ќе има поплава, меѓутоа кога ќе биде таа поплава не знаеме. Значи нас историски се случуваат на секои 30 години поплави. Сега кога ќе земеме тие параметри, значи кога ќе се справиме за тие, кога ќе направиме такви проценки на ризик, како што ни даваат алатки сега на овој семинар, тогаш ќе ни биде поедноставно да знаеме што доколку се случи во моментот, што треба, значи дали треба да сообраќајот или јавната инфраструктура да во моментот, во прв момент да способиме, дали треба, значи кои ресурси да ги земеме. Тоа се тие проценки кои треба да ги работиме, на кои работиме на овој семинар. Безживотно тело на 16 годишно момче пронајдено во близина на Грубчин. Имало влезна рана во левиот дел на градите, а до телото бил најден и пиштол. Татко го пронашол мртов неговиот 16 годишен син со една влезна рана од огнено оружје, најверојатно пиштол во левиот дел од градите. Според Саваратетово 44 годишниот СС од Грубчин, вчера попладне околу 18 часот преку близок роднина телефонски пријавил дека во нива во местноста Чешма, што се наоѓа над ова тетовско село, го пронашол мртов неговиот 16 годишен син. Набрзо по пријавувањето јавен обвинител, екипа од Саваратетово и лекар по судска медицина извршиле комплетен увид. На местото е пронајдено безживотното тело на 16 годишниот АС, покрај кој се наоѓал пиштол Берета калибар 9 мм, неколку неиспукани куршуми од ист калибар во цевката и шаржерот и една испукана чаура. Покрај тоа пронајдени и подигнати за вештачење се и други траги, а по наредба на јавен обвинител врз телото на АС, денеска ќе се изврши обдукција. Во тек е истрага која ќе ги расветли сите поединости поврзани со овој случај, информира Саваратетово. Вербална расправија завршила со физичка пресметка помеѓу двајца гостиварци. Редовниот полициски билтен бележи и кражба во гостиварски Добридол и пронајдени букови дрва на локалниот пат во Доброште.
Вчера вечер околу 21 часот 45 годишниот ЗР од Гостиварско Форино пријавил дека 15 на минути пред тоа на улица Седек Костовски во Гостивар најпрво вербално се расправале, а потоа и физички се пресметувале со 49 годишниот гостиварец ЛЗ. Откако завршила тепачката, ЛЗ влегол во своето возило Ауди со тетовски таблици, кое било паркирано на тротоар во непосредна близина, а кога сакал да излезе забележал дека ЗР со неговото возило Мерцедес со гостиварски таблици удрил во задниот дел од Аудито, информира Савара Тетово. По кусо време ЗР и ЕР од Гостивар лишени се од слобода поради сомнение дека извршиле кривично дело, предизвикување општа опасност. Разговарано е со нив, пошто се пуштени. Полицискиот билтен бележи тешка кражба во куќа на брат на пријавителот 33 годишниот МШ од гостиварското село Добридол. Споменатиот вчера вечер околу 22 часот и 30 минути пријавил дека во периодот од еден месец наназад на засега нејасен начин во куќата на неговиот брат времено вработен во странство извршена е тешка кражба. Од спалната биле одземени 20 на парчиња разновиден златен накид, чија вкупна вредност поред пријавителот се проценува на 3000 евра. Се преземаат активности за целосно расветлување на сите поединости поврзани со пријавената кражба. Не престанува и дивата сеча. Имено вчера попладне околу 19 часот на локалниот пат во Доброште во близина на воденицата запрене трактор со приколка со тетовски таблици што го управувал 52 годишниот АА од Доброште, натоварен со 3 метри букови дрва за кои не поседувал никаква документација. Тракторот и дрвата се одземени и предадени се на шумската полиција, додека АА е приведен и по разговорот со него по час и половина е пуштен и ќе се соочи со соодветен поднесок. Сообраќајна акциска контрола во Полошко. На оние кои не ги почитувале законските прописи, издадени им се платни налози или покани за наплата на глоба. Во рамките на континуираните засилени сообраќајно-контролни активности, вчера попладне од 16 до 21 часот во Тетово, спроведена е уште една акциска контрола со која вкупно опфатени биле 57 моторни возила, од кои 7 мотоцикли и мопеди. Од контролираните мотоциклисти двајца управувале без дозвола, двајца без заштитна кацига, двајца го дале мотоциклот на друго лице и така натаму. Констатираните пропусти и недостатоци санкционирани се со 6 платни налози и 2 покани за наплата на глоба. Покрај ова откриени биле и 20 други видови прекршоци: погрешно паркирање, истечена регистрација, некористење појас, управување без дозвола, неатестирани фолии и друго. Тие прекршоци заокружени се со 5 платни налози и 15 покани за наплата на глоба, информираат од Савара Тетово. Од Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај апелираат до возачите доследно да го почитуваат воведеното зонско паркирање во градот, правилно да ги паркираат возилата и да бидат внимателни, особено во раните утрински и доцните вечерни часови, зашто коловозите одскоро се влажни и лизгави. Акциска контрола вчера исто така реализирана и на гостиварското подрачје. Со неа вкупно опфатени биле 19 возила, претежно мотоцикли. Двајца управувале без дозволи, исто толку без заштитни кациги и други видови прекршоци, кои се санкционирани со 3 платни налози, 5 покани за наплата на глоба и 2 одземени возачки дозволи. Регионалните вести ги продолжуваме со информација од културата. Детската представа Пипи долгиот чорап пред гостиварската публика премиерно ќе биде изведена во петок на 2 октомври. Ликовите во представата ги играат деца актери, а режијата е на Ѓорѓи Нешковски. Драмското студио на театарот Дунек од Гостивар во петок премиерно ќе изведе детската представа Пипи долгиот чорап. Режијата на представата е на Ѓорѓи Нешковски, а ликовите ги играат деца актери. Авантурите на палавата Пипи публиката ќе ги гледа на големата сцена во Гостиварскиот центар за култура Аснон. Во представата Пипи долгиот чорап се прикажува интересните случаи во животот на Пипи. Таа се вселува во вила Вилекула и ги запознава своите верни другари Том и Аника. Тие се дел од инстант семејството и таткото на инстант семејството запишува Пипи во училиштето. Нејзина учителка е учителката Присилиус, која е многу злобна и ја мрази Пипи и наоѓа начини да ја однесе во дом за деца. Полицајецот Клинк или Митре е син на учителката Присилиус и постојано се справува со Джими Бак, затворениците.
Тие наоѓаат секаков начин да избегаат од затворот и да влезат во куќата на Пипи долгиот чорап и да го крадат ковчегот со златници. Актерската екипа ја сочинуваат десетина деца. За поголемиот дел од нив ова не е прво театарско искуство. Јас сум Борјан Дамјановски и во оваа представа глумам Томи, братчето на Ника. Ја досега имам одиграно 4 представи и го сакам актерството. Добар ден, јас сум Филип Веселинов и ја глумам улогата на Бак. Јас сум Иво Дамјановски и ја глумам улогата на Джим. Јас сум Виктор Анđелковски и во оваа представа го играм полицајецот Клинк. Јас сум Марија Бандиловска и во представава ја толкувам улогата на учителката Пресилиус. Ова за мене беше навистина прекрасно искуство, затоа што го сакам театарот и ја сакам уметноста и уживам во ова што го правам. Јас сум Драгана Богаски, ја толкувам улогата на мајката на Томи и Аника. Јас сум Станимир Трпески и играм улогата на таткото на Томи и Аника. Јас сум Ивана Мерџановска и ја толкувам улогата на Аника. Среќна сум што имам оваа улога, затоа што на многу начини се поврзувам со ликот на Аника. Во секоја сцена треба да покажам пред се различни емоции. Јас сум Дамјан Дамјановски, во оваа представа ја играм улогата на господин Нилсен, мајмунот на Пипи. Техничкиот дел на Пипи долгиот чорап е во рацете на Јасер Хусеини. Сценографијата е на Александар Нешковски, а костимографијата на Татјана Дамјановска. Премиерата во петок е закажана за 19 часот. Представата на редниот период ќе се изведе и за учениците од основните училишта во Гостивар. Специјалната обвинителка Катица Јанева денеска до Советот на јавни обвинители достави предлог за тим од 14 обвинители кои треба да работат на случаите кои произлегуваат од преслушуваните разговори. За незини помошници таа ги представи Артан Ајро, Борим Ростеми, Гаврил Бубевски, Дарко Јакимовски, Елизабета Јосифовска, Лейла Кадриу, Ленче Ристовска, Лиле Стефанова, Љубомир Лапе, Марија Ѓурѓева, Снежана Бундалевска, Стефчо Дончев, Трајче Пеливанов и Фатим Ефетај. Таа изјави дека бројката од 14 обвинители е неопходна за исполнување на обврските на специјалното јавно обвинителство. Таа додаде дека се работи за истакнати професионалци кои уживаат доверба и висока репутација. Во изминатите 24 часа на 1911 странски државјани им се издадени потврди за искажана намера за поднесување барање за признавање на право на азил, соопштува МВР. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврдите, најбројни се државјаните на Сирија, Авганистан и Ирак, додека другите се во помал број. Од 19 јуни годинава издадени се потврди на 106.918 странски државјани. Од започнувањето на издавањето на потврдите до денеска, до оделението за азил се поднесени 50 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда. Актуелниот регионален претседател на Каталонија е под истрага на судот за неговата улога во одржувањето на ланскиот референдум за независност. Артур Мас ќе се појави пред судот на 15 октомври и ќе одговара на прашања за референдумот за независност од 9 ноември 2014, што тој го распиша. Референдумот се одржа и покрај тоа што Уставниот суд го суспендираше. Представници на Русија, Украина и Европа ја постигнаа долго очекуваната спогодба за повлекување на тенковите и друго оружје од фронталната линија во источна Украина. Ова е документ кој го отвара патот кон мирот, патот кон крајот на насилствата и нападите, изјави синоќа руски преговарач. Договорот ја дополнува широката спогодба подпишана во февруари со цел завршување на конфликтот меѓу украинската влада и бунтовниците поддржани од Русија. Представникот на ОПСЕ во преговорите Мартин Сајдик соопшти дека спогодбата ќе започне да се применува за 2 дена и ќе треба да се спроведе за 39 денови. Таа опфаќа повлекување на тенкови, минофрлачи и артилерија со калибар помал од 100 мм на растојание од 15 км. Орудијата со калибар над 100 мм веќе се повлечени во согласност со договорот од февруари.
Американски представници велат дека руски воздушни напади биле извршени во Сирија во близина на западниот град Хомс. Тие изјавиле дека Русија 1 час пред операцијата го известиле САД, но не се дадени информации за бројот на нападите и какви типови на авиони се користени. Предходно горниот дом на рускиот парламент едногласно гласаше да му се даде право на рускиот председател Владимир Путин да распореди војска во Сирија. Советот на Федерацијата со 162 гласови го одобри барањето на Путин. Шефот на администрацијата Сергеј Иванов рече дека гласањето на Советот не значи дека руските копнени сили нужно ќе земат учество во борбите во Сирија и дека одобрувањето значи употреба на воздушните сили. Афганистанските безбедносни сили започна операција за преземање на северниот град Кундуз од талибанските борци. Председателот Ашраф Гани изјави дека безбедносните сили ги преземаат владините згради, додавајќи од засилување, вклучувајќи и специјални сили и командоси, се во тој регион или се на пат за таму. Министерството за одбрана соопшти дека владините сили го зазеле градскиот затвор и полицискиот штаб од талибанските борци. Во меѓувреме портпаролот на НАТО соопшти дека американски воени авиони напаѓаат позиции на талибанците за елиминирање на заканите за коалициските и афганистанските сили кои оперираат во околината на Кундуз. 5 лица се осудени на смрт поради серија напади од 2006 година врз возови во предградие на Мумбај, во кој загинаа 189 лица. Специјалниот суд во Мумбај осуди уште 7 лица на доживотен затвор поради учество во нападите. Сите 12 се прогласени за виновни за убиства, завера и воени злосторства. Денеска во утринските часови имавме услови за појава на слаба магла. Во текот на денот беше облачно со повремени сончеви периоди. Утринските температури се движеа од 5 до 15, а дневните од 12 до 23 степени. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност и потопло. Утринските температури ќе се движат во интервал од 5 до 14 степени, а дневните од 15 до 25 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во овие регионални вести. Останете и понатаму со програмската шема на радио и телевизија КИС. Пријатно.